Добро утро, почитувани гледачи, во ова дождливо среда утро, 5 февруари. Искрено беше најавено на апликациите зголемување на температурите. Малку ми е чудно овој туш, меѓутоа сепак се уште е зима. Уште негде колку ќе му дојдат? 15 и 20, 35 дена до пролетта, до доаѓањето на пролетта. Така што ќе има вакви денови уште малку. Денови исполнети со дожд. Мислам дека оваа година, почетокот досега, добра е хидролошката состојба, добра количина на врнежи падна на територијата на Пијаници, иако за земјоделците секогаш водата е добре дојдена. Така што мислам дека ќе има плодна пролет. Правиме, значи, малку низ Милково брдо. Ова е улицата Пере Тошев, која мислам дека дел од неа е планирано да се дозаврши. Еве сега ќе фатиме и повоќе од улицата. Таман ќе ги цирнеме локалните патишта во нашите населби. Во одредени делови на градот се замени канализационата мрежа, но во одредени утрово добивме порака, се уште не, најверојатно, ако е точна информацијата. Еве има овде некои проблеми на делот оваа улица, кои се надеваме би се санирали во скоро време. Ја искрено така некогаш се размислувам да имам мокино одлучување, би правил вака месечно една обиколка низ градот, би скенирал со снимање каде што фали, би нотирал во некој бележник и не дека може би тоа не се прави сега, ама тоа си е моја идеја, вака сега пред вас можам да кажам дека тоа би ми било нешто како предизвик. Или ке луѓе кои се задолжени за тоа на 3 месеци на, не знам, на одреден период, кои би вршили еден вид инспекција на подрачјето на општината за вакви проблеми. Еве оваа улица утрово имаше најавено дека има доста дупки и вода на патот. Па да поминеме да видиме дали една од потесните улички во Делчево е. За овој изгледа се работеше за ова место. Навистина е така. Треба тока подобрување, возило малку потешко ќе помине. Не знаеме колку е длабока дупката. И исто така читателот кој ни прати слика побара, вели дека вода пиеме од железни цевки, а сме 21 век, од раѓосани поточно. Па да се надеваме, прашавме во меѓувреме, да се надеваме дека ќе добиеме одговор што е планот. Овде треба внимателно да... Така. Генерално другите улици во Милково брдо мислиме дека еве ова би можело малку да се на одредени места пополни. Инаку другите генерално, како што имаме
прилика секојдневно да возиме, мислиме дека се во ред. Еве, од овде не сме фатили од одамна. Тука се вршеше промена на некои цевки. И според староста на асфалтот би требало да уследи некој проект за нејзино подобрување, иако во голем дел е добро. Еве овде се работите за промена на тие водоводни цевки. Ова веќе е направена. Овде лево се работи на една таму пред гимназијата која излегува на надолу, исто така е направена и тука да видиме. Еве овде малку има проблеми. Тука некој знае некој камче да падне. И го гледаме делчево од високо, па еден поглед да фрлиме. Со мала магла по котлините од дождот, но веќе се издигнала на голак и веќе си да ја нема. И ова е една од тие улици кои потребно да се нацелјаваме. Таму веќе е пере точно од кај што започнавме. И сега да продолжиме разговорот. Денеска нема нешто најавено поголемо случување во градот. Оно што ние ќе го работиме е снимање подкаст со наша совраѓанка. Подкастот е во дел, нема да откриеме, подкастот е во делот на периодот кој доаѓа. Знаеме, месец февруари и март се месец на подароци, на поклони. Па нешто во таа насока ќе биде подкастот со таков гостин. Се извинувам. Повторно се извинувам. Продолжуваат тука градбите и на зградите кои се започнаа во Делчево. Да се сетиме само на нешто што би можеле да го кажеме, нешто интересно за денес. Додека се сетиме, ве уживајте малку во погледот од родниот град. Ако гледате од странство, се извинувам. Градот јутрово како и секој ден раздвижен. Раздвижен во смисла има доста автомобили, луѓето или се на работа или се на утренско кафе. Гледаме се работи на мостот на река Брегалница, се собира ѓубрето од екипи на предпријатието. Или од оние ангажирани преку еден оглас од општината, мислам дека се од ЈПКД Брегалница. Добро е тоа да се види. Деталите ја прават убавината на еден град, кога она ситното малото ѓубре ќе се собере, може да се премине потоа и на
она покрупното. 10 минути разговор, јас мислам дека е доволно за ово утро. Може и ние сега негде да се паркираме, да се напиеме на кафе, да помообетиме со дел од граѓаните кои ќе ги сретнеме, па може и ќе научиме нешто ново. Џабе седи, џабе не работи, како беше таа поговорка. Џабе работи, се извинувам, џабе работи, џабе не седи, така е. И тоа џабе некој што ќе го работиш, може ќе излезе некоја шанса, некоја интересна понуда. Оти во животот се тече, се менува, се движи, може и да се движиме и да се дружиме. Еве гости од Бугарија сликаат нивото на реката, најверојатно така ми изгледаат. Туристи има овде, значи секојдневно, близко е Делчево до градовите преку границата на 10 км тука ни границата со Бугарија, знаеме тоа. Сега сме четврток, денеска да, гледате, научивме дека денеска има и крводарителска акција. Крводарителска акција, втора за оваа година. Во просторите на Црвен крст Делчево, сите хумани граѓани треба да провериме и ние колку месеци помина од нашето последно дарување. 3 месеци треба да поминат, 90 дена, за да можете повторно да дарувате крв. Ќе се обидеме да земеме изјава подоцна колкава е заинтересираноста на граѓаните. Зелено. Може би овде требаше малку да застанеме, така е, ќе го пропуштиме, па потоа ќе мислевме овде има слободно место, но немаше. Ќе се паркираме и мала прошетка пешки ќе направиме. Сега ќе вратиме назад и ќе ви кажеме довидување до следната прилика кога ќе биде овие утрински разговори во живо. Обично секој ден ги правиме така, да поздрав.